Продолжуваме со најновите информации. Овој пат информативната редакција на К1 телевизија ги проследи и подготви актуелните случувања од Вардарско-Тиквешкиот регион, Македонија и светот и нормално најновите информации од спортот. По настаните на денот започнуваме. Голем број љубители на виното присуствуваа на првото отварање на бочвите со вино од годинешната берба во рамки на фестивалот на младо вино во Тиквеш. Градоначалникот Коцевски најавува спојување на две основни училишта во Велес. 19 лица загинати, а 8 се повредени во пожар кој изби во текот на ноќта во една стамбена зграда во јужниот дел на Пекинг. Многобројни љубители на виното има можност да присуствуваат на првото отварање на бочвите со вино од годинешната берба, кој традиционално се одржува во винарската визба Тиквеш, во рамки на манифестацијата Фестивал на младо вино. Мартина Митков повеќе. Се отворија бочвите и се дегустираше младото вино од бербата 2017. Викендов во Тиквеш се одржа традиционалниот Фестивал на младо вино, кој имаше за цел да ја промовира винската култура во Македонија и да се процени квалитетот на виното од последната реколта. Многобројни посетители ги пробаа врвните вина на Тиквеш и се уверија во високиот потенцијал и одличен квалитет на виното од бербата 2017. Според генералниот директор на Тиквеш Радош Вукичевиќ, изминатата година беше најлошата година во лозарството во последните 55 години, а тие сепак успеале да произведат вина со висок квалитет. 40% од вкупниот асортиман се врвни вина. Со тоа придонесуваме за зголемување на просечната цена на Тиквеш, поголем профит не само на Тиквеш, туку и на македонската винска индустрија генерално. Ова беше една од најлошите берби во историјата на Тиквеш, на Југоисточна Европа и генерално во светот. Познати вински региони како Бордо, Напа Вали беа сериозно оштетени. Тоа влијаеше на многу помал принос од редовниот, односно набрани се 45% од вкупниот потенцијал на винско грозје. На фестивалот кој траеше 2 дена присуствуваа вински познавачи, сомелиери од целиот регион, како и представници на бизнис заедницата, амбасадори и делегации од земјава и странство. Фестивалот на младо вино, кој што годинава по 8 пат последователно го организираше Тиквеш, е прв и единствен од ваков вид во земјава. Владата на Република Македонија донесе пакет одлуки за секторот земјоделство, информираат од кабинетот на ресорниот министер. Една од нив е исплатата на дополнителна субвенција од 2 денари за килограм предадено грозје од реколтата 2017 во македонски регистрирани винарски визби и остварено производство на грозје за сопствените потреби на визбите. Колешката Валентина Михајловска работеше на оваа тема. Владата на последната седница донесе пакет одлуки за земјоделството, информираат од кабинетот на ресорниот министер. Една од нив е исплата на дополнителна субвенција од 2 денари за килограм предадено грозје од реколтата 2017 во македонски регистрирани винарски визби и остварено производство на грозје за сопствените потреби на визбите. Земјоделците ќе треба да ги чуваат откупните белешки, појаснува Тони Тасков, раководител на Агенцијата за развој на земјоделството Велес. И рокот за поднесување, крајниот рок за поднесување 25 декември, кога ќе почне, не знам во подрачните единици на МЗШ да се примаат тие документи, меѓутоа крајниот рок е 25 декември. Исто така, крајниот рок за поднесување 25 декември е за оние земјоделци кои што имале предадено соодветно овошје или зеленчук во овластени преработувачки капацитети, значи со соодветните потврди и за нив следи соодветна субвенција во зависност од тоа која култура е. Според информациите на ресорното министерство, дополнителна субвенција од 18.000 денари по хектар за сејана површина со ориз, за која се веќе поднесени и во тек нивната обработка од страна на платежната агенција. Донесена е и одлука за исплата на обештетувањата на сточарите кои претрпеа штети поради болеста чвореста кожа. За ова се обезбедени над 15 милиони денари за 242 сточари.
Преку програмата за изменување на програмата за рурален развој, обезбедени се средства за комплетна исплата на неповратни 10.000 евра за мерката Млад земјоделец. Со цел обезбедување на стручни советодавни услуги за земјоделците, владата ја усвои програмата за капитални трансфери за невладини организации во областа на земјоделството и рурален развој. Донесена е и одлука за продолжување на рокот за достава на барање за финансиска поддршка во делот на рибарството. Овоштарите субвенциите од државата ги добиваат по две основи. Парите се наменети за одржување на насадите и за предаденото овошје во домашните преработувачки капацитети. Субвенции за овоштарите во земјава ќе се доделуваат по две основи, и тоа за одржување на насадите и за предаденото овошје. Право на субвенции имаат земјоделците кои имаат минимум 0,2 хектари насадени површини. Најмногу ќе се исплаќа за одгледување јагоди во сакси и во контролирани услови, односно оранжерии, и тоа 90.000 денари по хектар, додека за другите видови овошје, како и за бадеми и лешници, следуваат по 33.000 денари. Оваа година субвенција од 15.000 денари по хектар ќе добиваат земјоделците за оревите и костените кои претходно како нови насади биле финансирани од програмата за рурален развој. Дополнителни по 2 денари по килограм ќе се добива за предаденото овошје во преработувачките капацитети директно или преку регистриран откупувач за периодот од 16 декември 2016 до 25 декември 2017 година. Нема ниту образовна, ниту економска логика училиштата Благој Кирков и Јордан Хаџи Константинов Џинот да обстојуваат како два субјекта. Градоначалникот Коцевски најавува поднесување на иницијатива за брзо спојување во еден правен субјект. Спојување на основните училишта Благој Кирков и Јордан Хаџи Константинов Џинот најавува градоначалникот Коцевски. Вели дека нема ниту образовна, ниту економска логика двете училишта да продолжат да функционираат како досега. Затоа ќе поднесел иницијатива зашто поскоро овие училишта да прераснат во еден правен субјект. Мора да штедиме во секој поглед и брзо ќе покренем иницијатива да се спојат училиштето Благој Кирков со училиштето Јордан Хаџи Константинов Џинот, затоа што нема никаква ни образовна, ни економска логика двете училишта кои имаат по 10-15 ученици во една паралелка да обстојуваат. Тоа го нема ни во Америка, ни во Швајцарија, во најбогатите држави. А тие се во една училишна зграда, може многу пари да се заштедат. Коцевски вели дека наставниот кадар од двете училишта нема да остане без работа, но засега е нејасно како тоа ќе се изведе, ако се има во предвид дека двете училишта функционираат со далеку под минималниот број на ученици. Од 10 до 16 ноември на територијата на СВР Велес се случиле 14 сообраќајни незгоди. Од анализата на секторот за внатрешни работи Велес се гледа дека најмногу сообраќајни несреќи се случиле на територијата на општина Велес, дури 6, додека по 4 сообраќајни несреќи се случиле на територијата која покриваат полициските станици во Кавадарци и Неготина. 14 сообраќајни несреќи се случиле во периодот од 10 до 16 ноември на територијата која покрива секторот за внатрешни работи Велес. Покрај материјалната штета во 4 случаеви имало и повредени лица. Од направената анализа се гледа дека најмногу сообраќајни несреќи се случиле на територијата на општина Велес, дури 6. Од нив 5 се со материјална штета, додека во една несреќа едно лице се здобило со повреди. По 4 сообраќајни несреќи се случиле на територијата која покриваат полициските станици во Кавадарци и Неготино. 3 незгоди во Кавадарачко биле со материјална штета, додека во еден случај имало и повредени лица. Во Неготинско повредени лица има во 2 сообраќајни несреќи. Од секторот за внатрешни работи во Велес апелираат возачите да бидат повнимателни, брзината со која го управуваат автомобилот да ја прилагодуваат според условите на патот. Особено е важно, велат од полицијата, од еден до друг автомобил, возачите да држат прописно растојание. Временските услови се причина сообраќајот да се одбива по влажни коловози со можни одрони на патот, особено во клисурите, што пак е потенцијална опасност за можни несреќи.
Еврокомесарот за проширување и соседска политика Јоханес Хан утре и задутре ќе престојува во посета на Македонија, во рамки на која ќе има политички средби и средби со представници на граѓанскиот сектор. Инспектори на УЈП во придружба со полицијата синоќ извршила контрола во голем број на угостителски објекти во Прилеп, Битола, Тетово, Гостивар и Велес. Ова се вестите од земјава. Еврокомесарот Јоханес Хан утре пристигнува во Македонија. Како што се соопштува, тој ќе има работни средби со премиерот Зоран Заев, со председателот на Собранието Талат Џафери, но и со лидерите на ДУИ, ВМРО, ДПМН и Алијанса за албанците. На својот Твитер профил минатата недела, еврокомесарот Јоханес Хан за посетата на Македонија напишал: "Со натрпение ја очекувам мојата посета на Скопје следната недела, во рамки на која ќе имам политички средби, но и средби со представници на цивилното општество." Минатонеделниот состанок во Брисел со вице-премиерот Бујар Османи и министерот Никола Димитров, еврокомесарот Хан го оценил како извонреден. Тој очекува дека реформите во Македонија ќе продолжат и до крајот на годинава ќе има видливи резултати. Минатиот викенд во Скопје, вчера вечер во Прилеп, Битола, Тетово и Велес, Министерството за внатрешни работи во координација со Управата за јавни приходи спроведе контрола во повеќе угостителски објекти. Првичните информации се дека и овој пат се проверувало дали угостителите го почитуваат законот за пушење, дали се точело алкохол на малолетници и дали се издавале фискални сметки. Неофицијално најмногу неправилности откриени се во Тетово. Во минатонеделната контрола од контролирани 24 угостителски објекти во Скопје за утврдени неправилности во работата, решение за временно затварање им беше изречено на 13 угостителски објекти. А во вестите од светот ќе гледате: во пожар кој изби во текот на ноќта во една стамбена зграда во јужниот дел на Пекинг, 19 лица загина, 8 се повредени, соопштија кинеските власти. Ненадејно почина шпанскиот обвинител Хозе Мануел Маза, кој покрена обвиненија против каталонското раководство. Кинеските служби истражуваат која е причината за избувнување на пожар во двокатна зграда во јужното предградие на Пекинг, каде 19 лица загинале, а 8 се повредени. По укажаната прва помош, повредените се пренесени во најблиската болница на лекување. Каква е нивната здравствена состојба? За сега нема информации. Кинеската државна телевизија информирала дека во врска со пожарот, полицијата уапсила неколку лица. Нема конкретни бројки за уапсените, но нема информација дали тие се осомничени за намерно палење или пак се осомничени за невнимателност. На службено патување вчера во Аргентина ненадејно починал Хозе Мануел Маза, шпански обвинител. Информацијата за смртта ја потврдили од шпанската влада. Инаку Маза на меѓународната јавност е познат како обвинителот кој покрена обвинение за Карлос Пучдемон и 8 на други функционери од каталонската влада. Во информацијата за смртта наведено е дека Маза, кој бил диабетичар, бил примен во болница во Буенос Ариес и имал 66 години. Во 19 општини во Косово денеска се одржува втор круг на локални избори, а во општината Патреш се прегласува. 1.353.613 граѓани со право на глас ќе гласаат на 1777 избирачки места. Во 12 општини се надпреварува Демократскиот сојуз на Косово, во 9 Демократската партија на Косово, самоопределување во 6, во 5 Алијансата за иднина на Косово, Српската листа во 2, Алијанса Ново Косово, Иницијатива за Косово и Алтернатива во по една општина. Изборниот процес го следат околу 12.000 домашни и странски наблюдувачи. Првиот круг од локалните избори се одржа на 22 октомври. Коалицијата Српска листа освои 8 градоначалнички места, 4 градоначалнички места освои Демократскиот сојуз на Косово, 2 Алијансата за иднина на Косово, Демократската партија 1. Градоначалнички мандати на овие избори на Косово во првиот круг од изборите обезбедија и двајца независни кандидати.
И денеска имаме променливо облачно време, кон крајот на денот во западните делови со повремен локален дожд, кој на планините и на некои повисоки места ќе преминува во снег. Температурата ќе се движи во интервал од 7 до 13 степени. Врничите ќе се интензивираат во текот на ноќва и ќе продолжат и утре предпладне. Ќе дува засилен северен ветер, што ќе предизвика позначителен пад на температурата. Потоа следува период на стабилно и суво време со ниски утрински температури, кои на повеќе места ќе се спуштат под нула, а дневните ќе бидат во пораст. Ова воедно и последната информација за овие вести. Ви благодарам за одвоеното време. Пријатно.